Колку се ispolitizirani и колку се далеку еден од друг двата партиски блока во Кочани можеби најдобро зборуваат случувањата со изградбата на двете цркви лоцирани на двата краја од градот. Едната кај некогашен Руен, а другата во населбата Драчевик. Црквата кај Руен, чии темели беа поставувани уште во првите години на новиот милениум и беа заборавени долги години, сега се во напредна изградба до Карабина, финансирана и менаџирана од страна на актуелниот градоначалник Илиев. Илиев практично продолжи таму каде што застанаа неговите претходници по партиска линија, иако се декларира како надпартиски кадар. Откако беше избран за градоначалник на општина Кочани, ниту еднаш не ја стави во доменот на својот интерес црквата во Драчевик. Од друга страна, претходниот градоначалник Димитровски, особено за време на својот втор мандат, ја туркаше изградбата на црквата во Драчевик, која ја помагаа повеќе локални приватни фирми, но доминантно градежната Стоименов. До пред локалните избори, изградбата стигна до Карабина и толку. Ваквата пракса со двата црковни објекта ќе остане трајно сведоштво за контрапродуктивната поделеност по партиска основа во градот, која остава долгорочни негативни последици и врз граѓаните. Ако некој ги етикетира духовните храмови како СДСМовски или ВМРО-вски, тогаш тешко е да се очекува брзо надминување на партиско-политичките антагонизми и меѓу верниците. Впрочем, тоа се види од присутните при осветувањето на крстот на новата црква кај Руен, а сигурно ќе се види и при осветувањето на Драчевичката црква. Различен партиски призвук имитуваат и двете цркви кај Кочански дол, од кој по старата е СДСМовска, а по новата на Ридот ВМРО-вска. Уште покарактеристичен е примерот со манастирот Свети Васили Велики, кој се изгради во време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Па при празнувањето во него комуњарска нога ретко стапнува. Имаше и такви кои не беа блиски до СДСМ. И бидејќи двете страни не може да ги надминат политичките разлики, се чини црквата е таа која треба да воспостави некаков ред во изградбата на црковни храмови за поделбите по политичка основа да не се пренесат и на делби по ispolitizirana верска основа.